Силни пчелни семејства не ја преземија зимата. Пчеларите се жалаат на угинување на пчелите. Ветеринарите пак велат дека причините се најразлични. Според нив често се случува зимата да го десеткува бројот на пчели. Но можат да бидат од повеќе причини. Исто од климатските промени, од крлежот, ако не се добро прочистени пред зазимувањето на пчелните семејства во есента, пред да се зазимат, ако не е оставено доволна количина на мед или храна за да можат да ја презимат зимата и доаѓа до такви пореметувања, какви што се угинувања на целите пчелни семејства, или ако матицата во некој пчелно семејство е угината, тогаш пчелите ќе ги снема од тоа семејство. Од друга страна пак шеќерните адитиви во медот се главен непријател кој го уништува квалитетот на овој производ. Трката за брзи пари и заработка ги мотивира некои луѓе под етикетата вистински да продаваат ниско квалитетен мед. Затоа потрошувачите мора да бидат внимателни. Значи, чистиот, прво да знаат сите и потрошувачите дека чистиот мед кристализира. Нечистиот мед што има ставено во него глукозен сироп и такви работи, значи или мешавина од мед со глукозен сироп, тој не може да кристализира и е по поевтина цена. Доста има на пазарот, во маркетите се продаваат пчелни производи како мед, кои се насловени како мед, а не е мед. Треба да се внимава, секој пат треба да се купува од познати производители, познати одгледувачи и да биде со сигурност, бидејќи цената на чистиот мед е секогаш повисока од таа што е комерцијална цена и не е чист мед, него е помешан со глукозен сироп. Медот денес се повеќе се користи како лек отколку како храна. Во Македонија сепак и покрај доброто производство многу малку се троши. Според податоците трошиме само 700 грама годишно по глава на жител, за разлика од Германија која троши 9 килограми или Јапонија 16 килограми по глава на жител. Затоа пчеларите велат дека неминовно е да го смениме однесувањето и да го прифатиме медот како значаен животен продукт во исхраната.